Преместување на редакција која работи нон-стоп преку океан речиси преку ноќ не е лесна задача. Но таква е ситуацијата во која се најде тимот на Iran International со седиште во Вашингтон. Откако серијата напади врз новинарите во Лондон, лани принудија до привремено затворање на британската канцеларија. Нивната цел беше да го запрат ТВ каналот на Iran International и не можевме да дозволиме тоа да се случи. Моравме да направиме се што можеме да го одржиме каналот во етер. Нападите против радиодифузерот беа безобразни. Спречени напади за атентат, пробудување со нож во Лондон и сериозни закани до степен што репортер бил принуден да се пресели во безбеден дом во Шведска. Зад овие инциденти се верува дека стои Техеран. За жал, ваквите закани се зголемуваат. Моментално најголем таргет се новинарите на Iran International, но нема причина да се верува дека ова ќе запре. Техеран е едно од десетиците влади кои се впуштаат во тактики познати како транснационална репресија за да ги замолчат критичарите надвор од нивните граници. Иран долги години ги таргетираше новинарите на свој терен, но она што почна да се развива во индустријата во огромни размери во Иран е транснационалната репресија насочена кон новинарите надвор од земјата. Државата се обидува да ги замолчи новинарите. Иранското министерство за надворешни работи не одговори на барањата за коментар на Гласот на Америка. Во Вашингтон, меѓународниот правен тим кој поддржува редакцијата на Iran International остварува средби со пратеници, представници на Белата куќа, како и невладини организации за подигнување на свеста. Клучно прашање велат тие е дека владите имаат тенденција сами да одговорат на нападите. Време е да се посветиме на тоа владите да соработуваат, да споделуваат знаење. За новинарите на Iran International, нивните семејства дома исто така се изложени на ризик од омраза. Парпанче вели дека речиси сите ирански новинари, на кои може да помисли, биле под некаков вид на притисок. Заканите никогаш не може да станат нормални, ниту еден новинар не треба да биде подложен на какви било закани особено опасни по живот. Именуван поводителката на Гласот на Америка, Масхит Алинеджат, сад веќе имаат свој закон со кој се воведуваат санкции за оние кои сакаат да извршат напади поддржани од Иран. Но Галагер ги притиска пратениците да преземат поактивна улога. Да не беа храбрите новинари кои ги кажуваат тие информации. Едноставно немаше да знаеме што се случува во Иран. И тоа е нешто за што треба да биде загрижен секој американец. И затоа сите ние мора да се залагаме за слободата на изразувањето и за правото на новинарите да ја вршат својата работа без страф. Додека нивните адвокати бараат долгорочни решенија за да го одржат тимот безбеден, новинарите на Iran International продолжуваат со својата работа и имитуваат програма за публиката во Иран.